Почитуван председател на државата Стево Пендаровски, почитуван председател на Собранието Талат Џафери, почитуван прв вице-премиер и министар за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби, почитувани подпредседатели на владата, министри од владата, почитувани пратеници, градоначалници, кои што сте денеска со нас, почитуван господине Џорџ Робертсон, драг Ален Леруа, драги пријатели на Северна Македонија, почитувана амбасадорке на Соединетите Американски држави, амбасадоре на Европската Унија, ваши екселенции, амбасадори на земјите пријатели, кои што сте денес овде присутни, почитуван господин Али Ахмети, председател на Демократската Унија за интеграција, почитувани председатели на политичките партии од Северна Македонија, почитувани поренешни председатели на владата, господин Костов, господин Бучковски, почитувани високи и уважени гости, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска одбележуваме значајна годишнина од договорот со кој беше обезбедена мирната иднина и натамошна демократска изградба на Северна Македонија со еднакво учество на сите нејзини етнички заедници. Овој договор, потпишан на 13 август 2001 година, ги постави темелите врз основа на кој ние, како новоформирана влада во 2017 година, го градиме нашето заедничко, едно и еднакво општество, вклучувајќи ги и почитувајќи ги подеднакво сите етнички идентитети и интереси на сите граѓани кои живеат овде. Во 2017 година нашиот приоритет беше да му дадеме живот на овој договор, заокружувајќи го нормативниот дел кој што произлегуваше од Охридскиот рамковен договор и од амандманот 5 од Уставот на Република Северна Македонија. Тогашната влада пред 4 години, која политички и вредносно беше на нивото на актуелниот состав на извршната власт, ја исполнила врската која непотребно се одолговекуваше повеќе од една деценија и го донесе Законот за употребата на јазиците, заокружувајќи ги одредбите од Охридскиот рамковен договор. Законот за употребата на јазиците е во рамките на Уставот и овозможува услови за спроведување едно заедничко општество за сите граѓани, елиминирајќи ги условите за развивање национализми и обезбедувајќи напредок на државата, со почитување едни кон други, со уважување на правата и потребите на секој граѓанин и секоја заедница. Охридскиот договор, кој беше потпишан во партнерство со Европската Унија, Соединетите Американски држави, НАТО и ОПСЕ, стави крај на конфликтот, кој за жал понесе и жртви. Но од оваа дистанца можеме слободно да кажеме дека е гаранција на мирот, кој подоцна го надградивме и унапредивме, создавајќи заедница во која граѓаните имаат соживот и меѓусебно почитување и толеранција, заедница во која граѓаните имаат исти или слични визии за подобро утре. Северна Македонија е прекрасен мозаик од етнички и други заедници и различности. Почитувајќи ги овие уникатности и истовремено, јакнејќи ја институционално нашата држава со превземање инклузивни политики и позитивни мерки, ги поставивме темелите на Северна Македонија како едно рамноправно општество. Охридскиот рамковен договор ја испрати и пораката за меѓусебно разбирање, извинување и простување меѓу македонците и албанците и меѓу сите други наши граѓани. Тоа е пораката за соживот, за еднакви граѓани во заедничка ни татковина. Охридскиот рамковен договор донесе нов дух на водење политики. Политики кои градат мостови, а не ги рушат. Политики кои што ги сплотуваат граѓаните, а не ги делат на патот на кој обезбедуваме иднината во нашиот заеднички евроатлантски дом, заедно со другите народи. Како држава, ги презедовме сите неопходни мерки за градење интегрирано општество, кое е цврсто базирано на владење на правото, заштита на човековите права, вклучително и малцинските права, почитување на различностите и се развиваме во заедница во која шансите за благосостојба се еднакви за сите, како членка на НАТО
и една членка на Европската Унија. Отворена и современа држава која развива интензивна регионална соработка, земја лидер на Западен Балкан. Концептот на едно општество денес е со силна база и во него сите силно веруваме. Создадовме граѓанска држава со еднакви услови за сите кои живеат во неа. Македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други заедници. 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор се совпаѓа и со 30 годишнината од независноста на нашата земја, со 80 годишнината од народното востание и 20 годишнината од потпишувањето на договорот за стабилизација и асоциација како наш прв чекор во остварувањето на нашата заедничка цел за членство во Европската Унија. Почитувани присутни, после Охрид, нашата земја гради зрели политики. Наместо конфликти, разговараме за унапредување на економски напредок во нашата земја и унапредување на добрососедските односи. Заедно со нашите соседи создаваме отворен Балкан, надминувајќи ги сите препреки и ослободувајќи ги сите идеи за слободно поврзување на сите наши граѓани. Изминатиот период, кога се соочивме со недостиг на вакцини, а и токму деновиве, кога како и во поголемиот дел од Европа нашата земја зафатија пожари, солидарноста, заедништвото и пријателството беа покажани на дело на највисоко ниво. Нашите идеи за заедништво, за помагање, слободно движење и слободно мислење ја имаат најдобрата реализација. После Охрид, ние сите заедно, без разлика на нашата етничка, национална, верска, социјална, културна припадност, изградивме едно еднакво општество каде секој може да најде просперитет и подобра иднина. Драго ми е што еве доживувам како председател на влада 20 години после тоа да дискутираме за сите овие придобивки. Една од најважните придобивки е дека низ диалог си го организираме животот. Заедно, посветени на секоја индивидуа, на секое семејство, на секој граѓанин, со комплетната тенденција да постигнеме еднаквост која што ќе ги зајакне солидарноста, меѓусебното почитување и помагање. Целата влада, а и целиот наш народ, сите етнички заедници, треба да бидеме горди кога кажуваме дека представуваме позитивен пример. Пример од кој што другите учат, испорачувачи на мир, урнек по кој што многу други земји и региони, не само на Балканот и во Европа, туку и во светот, може да учат. И си земам за право да оставам аманет, да си го чуваме тоа што заедно сме го постигнале овие 20 години и да бидеме благодарни на современиот свет, од кој многу учиме и кој многу ни помага. Тоа е западниот свет, кој бил тука и пред 20 години, и денес е тука, како наша поддршка, пред се нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави и Европската Унија. А ние имаме што да му подариме и на западниот свет. Тоа е нашиот начин, како најдовме решение на горливи прашања, како тоа го организиравме, како тоа го осовременуваме и осовршуваме, почнувајќи од Охридскиот договор и поттикот од тој договор за постигнување на другите два договори, оној со Бугарија и секако договорот од Преспа. Диалогот, дипломатијата, меѓусебното разбирање, солидарноста и тоа како можеме да ги споделиме и да им ги поклониме на многу поразвиени земји, кои што за жал ги имаат предизвиците, кои еве Северна Македонија ги имала многу поназад. За крај, им честитам најмногу на граѓаните, на нашиот народ, кој со особена внимателност беше суштински дел од спроведувањето на овие процеси, низ кои градиме известна, стабилна и просперитетна иднина за сите кои живеат во нашата татковина. Ви благодарам и ви честитам.